Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една многу спонтана тема поврзана со духовноста, со Бога, со судбината и случувањата во нашиот живот кои што се неслучајни, затоа што секој човек си има своја лекција која што треба да ја научи. Впрочем, немав во план да правам видео, меѓутоа имав една ситуација каде што работев со клиент, со една конкретна ситуација, нема да споделувам, никогаш не споделувам животи, се разбира, на клиенти, тоа е мое етичко, морално правило и должност и према Бога и према таа човечка душа. Меѓутоа, целата ситуација ме натера некако да ја споделам затоа што сватив дека луѓето всушност не се свесни дека сите ситуации во животот кои што ги поминуваме, без разлика дали се тоа од најмала возраст до најголема, со нашите другарчиња, пријатели во преучилишниот период, во основното училиште или децата на улица со кои што сме растеле, па се до тоа какви роднини сме имале, родители, браќа, сестри и така натаму, се до моментот каде што ние се соочуваме со некои повозрастни животни ситуации на факултет, во бракот, со љубовниот партнер, во врската, со сегашните пријатели и така натаму. Поентата е дека, без разлика на тоа што и да поминуваме во животот, ние сме неслучајно ставени во тие ситуации со конкретни одредени луѓе во тие периоди, затоа што тоа била нашата судбина, делум на карма врз основа на нашите гревови од претходните животи. И сето тоа се склоп на ситуации кои што ние неизбежно сме морале да ги поминеме. Бидејќи во нашиот практичен секојдневен живот, ние ги гледаме ситуациите многу од аспект на сега и тука ова што се случува во мојот живот и она што јас го гледам пред мене и што го доживувам емоционално, физички, екзистенцијално, а не го гледаме на духовно ниво, а всушност се случува на духовно ниво. Што значи тоа? Најде во едни кратки црти да објаснам, значи на духовно ниво нештата кои што се случуваат се исклучиво да не научат одредена лекција, да поминеме низ одредено страдање, низ одредено искушение, предизвици и така натаму, кои што на некој начин низ тој процес нас ќе не доведат до спознание, увид за собствените грешки и избори во минатото. Најчесто луѓето ги учат лекциите врз основа на тоа што прават погрешни избори во минатото и всушност тука доаѓа до самата еволуција на човечката душа и свест, со тоа што кога ти на некој начин ќе се изгориш и ќе го пребродиш тоа, сваќаш каде си грешил. Многу луѓе се извинувам, имале ситуации каде што отишле да работат за премногу ниска плата и од нивното можеби незнаење, неупатување и така натаму од своите најблиски и слично. Иако тоа не е ништо случајно во нашиот живот, како што кажав, значи ние тоа сме го избрале врз основа на нашето ниво на свест, меѓутоа да кажеме на крајот од тој договор и таа сделка и тоа работно искуство, ние сме дошле до увид колку сме биле наивни, затоа што сме виделе можеби други колеги, други примери каде што луѓето биле повеќе платени за истата таа работа и така натаму. Од друга страна, во рамките на бракот сме влегле пребрзо во брачен однос или сме биле наивни за некој партнер, сме имале големи илузии, очекувања и така натаму, каде што на крајот се испоставило дека за тој партнер ние имаме сосема ми имале сосема различни очекувања и на некој начин Бог или животот ни ја ставил таа личност во нашиот живот, за да ние низ тоа искуство од другата страна, после можеби 5-6 месеци, можеби година, можеби 5 години, дојдеме до увид дека всушност ние некаде длабоко сме сгрешиле. И целата суштина на животот е тоа. И она што го поврзувам јас со мојот клиент е тоа што во овој случај мојата клиентка влегла пребрзо во брачен однос каде што потоа исходот бил многу лош. На тој начин оваа моја клиентка морала низ тој макотрепен процес и наивна неизина постапка, значи избор,
да се доведе до себе си до момент каде што премногу влегува во однос кој што на некој начин сега не може да излезе и тука всушност Бог ја учи Нејза да не биде толку наивна, не биде толку избрзлива во одлуките за нејзиниот љубовен живот или воопшто за животот, затоа што секоја лекција без разлика на која и поле и да е тоа, не учи одредена карактерна слабост. Во овој случај, кај мојата клиентка, тоа е премногу наивно избрзување за големи одлуки. Сега, токму тоа е суштината на сечи човечки живот, да го научи каде тој пребрзо влегува и прави избори кои што не ги промислува. Меѓутоа, слабата страна на она што секој човечки живот и судбина се сочува е тоа што во тој момент и да сака да ги види поинаку и поразумно нештата, не може, од причина што тој во тој момент мисли дека тоа е најидеалниот избор за него или неа. И затоа и го прави. И тоа е сосем во ред. Ова што сакам да го споделам е дека луѓето не треба да се ставаат премногу терети за изборите кои што ги направиле во минатото. Да, понекогаш тие може да бидат многу скапи, каде што не може да се излезе лесно од брак, каде што имаме деца, каде што нештата се премногу испреплетени. Меѓутоа, тука се надоврзувам и на клучната точка на ова видео е каде е спасот во тие моменти. Меѓутоа, за тоа ќе зборуваме малце подлабоко на кратко, само да објаснам за оваа точка. Значи, ние, кога имаме таков избор, нашата задача, значи ние сме поминале низ страдањето и искушението, нашата задача е која? Да проникнеме во нашите избори во минатото. Да видиме каде ние сме биле премногу наивни. Од друга страна, убаво би било да се читаат духовни книги кои што на некој начин човекот ќе го поттикнат да се самоосвести каде тој греши, каде тој има околу себе луѓе кои што имаат ниски карактерни слабости, црти и едноставно избори во својот живот и стил на живот кој што ги води кон токсичност, кон негативност, кон зло, каде што не се свесни за постоењето на злото, на лошите луѓе околу себе или лошите работодавци и така натаму, каде што не ја учат лекцијата и повторно се вртат во зачаран круг, а ние ги имаме околу себе. Тоа е еден аспект кој што човекот треба низ духовните книги да го проникна и да ги на некој начин научи собствените лекции каде овие луѓе се дел, зашто овие луѓе се дел од нашиот живот и воедно со нашето поправање да ги оттргнеме, бидејќи, како вели народната поговорка, с ким си, такав си. Ако имаме луѓе кои што постојано грешат и ние постојано пробуваме да ги оправаме истите или да им го водиме животот, ние не ја учиме лекцијата за себе. Нашата лекција е дека ние треба нашиот живот да го преземеме во своји раце, да бидеме мудри и разумни, а другите луѓе да го прават истото и да работат на себе на поправањето. Врз основа на тој избор и самосвест, ние почнуваме да го водиме животот кон поразумни одлуки, поразумни свесни патеки, кои што нема туку така лесно да паднеме во негативни искушенија и ситуации и избори кои што на долг рок ќе ни донесат многу страдање. Што значи, важно е оно што ние го правиме како избор, но важно е и какви луѓе бираме околу себе. Затоа што луѓето околу себе најчесто ни ја водат енергијата и нашите животни избори врз основа на тоа што го гледаме околу себе. Тоа се покажало во многу практични примери дека е така, а можеме да дадеме еден многу едноставен пример. Знаете онаа ситуација кога помеѓу разновиден вид на овошје има многу здрави овошје, ама едно е расипано. И врз основа на тоа расипано почнуваат сите полека да се расипуваат многу побрзо. Тоа истото важи и за во практичниот живот. Многу е важно какви луѓе имаме околу себе. И ова се надоврзува и на оној момент каде што го почнав ова видео, каде што ние врз основа на нашето ниво на свесност бираме партнери, пријатели,
познаници, работни колеги, работни места, директори, не согледувајќи дали тие имаат во себе нешто расипано, кое што може и да ни донесе огромна расипаност во нашиот живот. Заради тие наши одлуки, кажав дека лекцијата може да биде скапа и да едноставно судбината не може лесно да не ослободи од такви индивиди, од такви луѓе. Затоа е важно човекот духовно да се освестува. Значи, се случува на духовно ниво, колку и да ние мислиме дека нештата се физички. Штом се случуваат нешта кои што се заплеткани во нашиот живот, ние учиме духовна лекција. Бог наставил во ситуации кои што неизбежно ќе не научат на правилен увид еден ден во животот, меѓутоа ако ние повторно одиме со главата во зид и сме инетливи и не ја учиме лекцијата, ние само ќе се вртиме во круг и неизбежно еден ден животот и Бога ќе настави во слична ситуација за да види дали сме научиле лекцијата. Бидејќи животот е едноставно таков. Бог е таков. Бог сака секој човек да се врати на вистинскиот пат. Каде може да постои единствено хармонизиран однос? Онаму каде што не постои его, доминантно его, каде што има компромис, разбирање и во очите на Бога, во очите пред Бога, пред постоењето на Бога, ние сме чисти и духовно се стремиме за да бидеме добри и квалитетни пред очите на Бога. Кај ваквите луѓе, едноставно, идеалот е да биде добар човек, а не да бидам јас во право. Значи, го ставаме Бог пред нас, отколку егото на пиедестал, и затоа сите односи кои што се базираат врз основа на духовност се добри односи. Нема таму карма, нема грев, нема јас сега ќе те предизвикувам тебе или ќе ти правам зинајат или ќе си терам по свое. Не. Каде што постои Бог, каде што постои духовно проникнување, таму постои чиста и искрена љубов која што се заснова на задоволување на сопствените и тугите потреби и заемен компромис. Тоа е најбитниот дел на сите меѓучовечки односи. Таму каде што се оди со его, таму не може да се најде компромис, а каде што не може да се најде компромис, не може да се најде ни љубовта, ниту почита. Тоа не учи и самата Библија. Затоа луѓето, значи најчесто ја избегнуваат затоа што е застарена, затоа што е религиски настроена, затоа што има догматски некои приказни и опишувања што и делумно и јас сум ги препознала, меѓутоа генерално Библијата, односно од Новиот Завет, каде што се сведочени нели животот на Исус и понатаму пишувањата писма од многу светители кои што обстоиле во верата, тоа се едни мудрости кои што практично постоеле и во најдамнешните времиња, каде што на луѓето им помагале и затоа се безвременски. Затоа човекот секогаш треба да има покрај себе Библијата и не мора да едноставно биде фанатик, да стане зависен од неа, туку едноставно секој ден да има практичност, да си прочита по некој цитат, да си отвори за да научи и Бог најчесто, најлесно врз основа на нашите животни искуства точно ни отвара цитати и делови од Библијата каде што нам лично дента ќе ни помогнат или во ситуацијата во која се наоѓаме. Затоа овој момент го поврзувам со она за кое што го започнав ова видео, дека на духовно ниво не случајно луѓето во нашиот живот доаѓаат, а Библијата е таа која што може да ни помогне лесно да ги пребродиме тие ситуации, да донесеме правилни животни одлуки и повеќе да бидеме конектирани со чистата светла енергија која што ќе не упати какви чекори да преземеме, бидејќи ние кога ја читаме Библијата, ние сме дел од Бога. Значи ние сме дел од Бога. Кога читаме книги напишани од луѓе, не знаеме тие луѓе каква духовна чистота имале во себе, а пораките и пишувањата и текстот кои што се ставени во таа книга може духовно да ни влијаат. Што значи книгите за личен развој не може да со сигурност ни дадат чиста светла енергија и да бидеме дел од Бога, од таа духовна чистота, затоа што не можеме да знаеме луѓето какви биле кои што ја напишале таа книга. А како што кажав, се во овој материјален живот е дел од
духовност, која што таа духовност може да биде од светлата енергија или од темната енергија. Затоа Библијата, бидејќи од чиста светла енергија, е како да кажам, со најголем кредибилитет, со најголема доверба, затоа што тоа биле луѓе кои што го дале својот живот целосно на Бога, че не биле некои кои што правеле пари, кои што едноставно имале свој бизниси, па ајде сега ќе напишеме ние наши искуства, туку ова биле чисти луѓе кои што едноставно оделе со визија за Бог, со визија за тоа да ја донесат вистината на земјата за луѓето да не го грешат својот живот или да се поправаат во грешките. Затоа и најмногу помага, затоа и најмногу практично има толку разновидни мудрости и богатства во неа кои што човекот ќе го упатат како да не направи погрешен избор и како да се извлече од постоечките моментални околности во кои што се наоѓа. И не учи на отргнувањето од злото кое што е прв предуслов кој што не одвојува од мирниот и хармоничен живот. Така што, еве јас за крај ќе ви прочитам дел од Библијата, кој што мислам дека ќе резонира со ова видео и да поттикнам некој да се врати на вистинскиот пат, бидејќи ова е чистата вистина. Секогаш имаме ние своја вистина која што си ја носиме од себе, со која што Бог не дарил како мисија, за да ја споделуваме, за да ја делиме. Меѓутоа, ова вистина тука може да ни помогне во спознавањето на својата мисија и својот животен пат, бидејќи јас не можам да бидам Исус, не можам да бидам Библијата, така не можеме да бидеме ние да се усредоточиме со Библијата, меѓутоа можеме на свој начин да ја пренесеме вистината која што мисионерски ја носиме како луѓе и за да можеме да ја носиме мораме прво духовно да се прочистиме. Така што еве ќе ви прочитам еден дел, неколку изреки од некаде 19 и 20 дел од изреките. Значи вели зашто неколку, бидејќи сите овие изреки ќе го надополнат она што го зборував до сега. Веле, стравот Господов води кон живот. И кој го има, секогаш ќе биде задоволен и зло нема да го снајде. Зашто страв? Значи, страв не е страв сега ние да стравуваме дека Бог ќе не казни. Не е тоа суштината на Бог. Бог никого не казнува, туку еве како што го дадов тој пример пред малку, значи Бог може да настави, односно да не пушти да влеземе во одредена околност врз основа на нашите избори, значи тој ни дава слободна волја, го правиме тој избор и тој не казнува нас со тој избор, ние го правиме тој избор. Меѓутоа таму со таа личност не учи одредена лекција, која што ние врз основа на таа лекција ќе научиме да станеме подобри луѓе и да си ја сватиме грешката. И тука не дека нас Бог не казнува, туку Бог нас ни дава можност да научиме каде ние сме премногу наивни и слаби. Што значи ние треба да имаме и од друга страна да не грешиме. Значи тука зашто да не грешиме? Затоа што се што ќе погрешиме нас ќе ни се врати како бумеранг. Тоа е закон на животот, правило на Бога, меѓутоа не како казна, како грев, како нешто што тој нас не казнува заради омраза и не знам што има лошо мислење за нас. Напротив, тоа не се случува на тој начин, бидејќи Бог е љубов и чистота. Нас само тоа што ние грешиме и што страдаме е само наш патоказ каде ние одиме против себе. Понатаму вели, немој синко да слушаш совети што те отстрануваат од зборовите на разумни. Тоа значи дека секогаш луѓето треба едноставно да се слушаат себе и духовниот закон, Божиот збор. Затоа што ако ги слушаме другите луѓе, не знаеме тие колкаво ниво на свесност имаат или духовна чистота и разбирање. Затоа не смееме да се занимаваме со другите луѓе. Понатаму, она што исто се надоврзува на ова што го зборував пред малку со примерите, веле наследството што се добива уште во почетокот на брзина, нема да биде благословено од после. Тоа значи дека се што е пребрзо направено и ни е дадено од Бога на некој начин да биде реализирано,
отпосле носи последици, бидејќи се што е на брзина направено не може да биде чисто, не може да биде добро, не може да биде благословено и да донесе добробит, кога ние едноставно без разумност сме влегле во таа одлука. Значи пребрзо. Се што е пребрзо носи одредени последици кои што ќе не научат одредени лекции. Тоа и на моја лична кожа во животот 100 пати ми се докажало. Вели, не вели ќе му се одмаздам на непријателот, туку остави на Господ, бидејќи тој ќе ти помогне. Тоа значи дека секогаш нештата треба да ги ставаме во Божји раце. Нашата задача е ние да ја научиме лекцијата, да се вратиме кон Библијата, кон духовноста, кон душата, кон чистотата, да ги прифатиме нештата, бидејќи не случајно луѓето, како што кажав, дошле во нашиот живот без разлика колку и да не повредиле тие. Затоа треба да ги пуштиме нештата, затоа што делумно 50% ние сме криви што тие луѓе дошле на некаков начин во нашиот живот, бидејќи ако јас се само почитувам и ги гледам нештата на време, ги проценувам разумно, читам Библија, ги проникнувам нештата помеѓу луѓето, јас нема да му дозволам на некој човек кој што е лош, кој што е безумен, кој што е токсичен да влезе во мојот живот. Што значи делумно и ние самите сме криви во односите. Но тука се тие да не научат за да се поправиме. Понатаму имаш уште неколку добри. Вели, сите патишта на човекот се прави пред очите негови, но Господ ги мери срцата. Тоа значи дека на Бог најважно му е какво е нашето срце. Значи, какви сме ние пред неправдата, пред искушението, пред злото кое што ни се случува. Значи, тука нас не мери, не го интересира Бог другиот. Другиот ќе си го добие своето. Другиот човек. На Бог секогаш го интересира нашата реакција, нашата постапка, нашиот избор во тие моменти. И за крај, еве ќе кажам, конјот го подготвуваат за денот на битката, но победата е од Господ. Ова ни кажува дека апсолутно се на крај е во рацете на Бога. Што значи без разлика колку и да сме во безизлезна ситуација, колку и да сме во заплеткани односи, проблеми, искушенија, сме влегле во избори и околности каде што мислиме дека нема излез. Бог секогаш може да помогне и да ги скрши сите врати за излез, меѓутоа ќе го направи тоа само во оној момент кога ќе бидеме ние спремни да се носиме со излезот од една страна и кога ќе си ја научиме лекцијата за никогаш повеќе да не ја направиме истата грешка. Ето, тоа е со наједноставни зборови кажано што е целата суштина на Бог во секој животен момент, во секоја животна околност. И така го почнав видеото и така ќе го завршам, се случува на духовно ниво. Тоа значи дека ние треба да ја бараме позадината во случувањата, зашто сме ги добиле тие околности, тие луѓе, и да видиме што Бог сака да не научи во таа релација, тој процес, тој однос, тој проблем. И на крај да одиме со верба, да ја читаме Библијата, да одиме со верба дека на крај нештата ќе дојдат до расплетување, до кулминација, која што ќе биде добра ако ние останеме со прочистено срце и се прочистуваме духовно, да излеземе победници со достоинство, со љубов, со почит, со истрајно живење на нашата карма или грев, значи да го износиме тоа што сме го погрешно избрале на грбот, но да го носиме со достоинство, со отплата на некој начин, за на крајот да излеземе победници и да излеземе ние чисти, за да може Бог да не одведе кон подобри животни околности. Ете, целата суштина на животот е човекот да се врати на Бога, и затоа има толку страдања во денешниот свет, затоа што луѓето се оддалечени од Бога. Секој човек кој што ќе седне барем малку да ја прочита Библијата, ќе почувствува една силна светла енергија
која што струи како мир во него. Тоа покажува дека луѓето едноставно имаат начин да се извлечат од овој свет кој што е толку лош и без разлика на тоа колку грешеле. И јас сум се нашла и ден денес се наоѓам во ситуации каде што многу дебело грешам и мислам дека као си велиш у себе како ќе ги исправам ја моите грешки и гревови, меѓутоа Бог секогаш за секој има носи помош и правдина и љубов и без разлика кога да сме грешели, сме биле лоши и индиферентни и со затворени очи, едноставно тој наоѓа начин да ни помогне, попатно да ни даде можност да се прочистиме, така што без разлика човекот каде и да е, може да се извлече на тој начин што ќе се одвои од светот и ќе се доближи до Бога. И само тоа е единствениот начин, верувајте ми, само тоа е единствениот начин за да може човекот да се спаси. Така што, ете, тоа е мојата порака која што ми дојде како идеја, која што мислев дека треба да ја споделам како едно канализирање. Јас инаку во минатото, уште на почетокот пред 4 години, кога почнав да ги снимам видеата, почнав вака да ги снимам со канализирање на пораки и мислам дека тоа ми фалеше долго време, затоа што другиот YouTube канал, Ведрана Гаја, е посветен повеќе на будење за општествените мани и слабости и затоа решив вака да ги поделам на два YouTube канала, затоа што овој канал ќе биде повеќе канализирање за помош на колективот кој што Бог на некој начин преку мене сака да им помогнам на другите луѓе. И затоа мислам дека овие видеа подобро ќе бидат да се прават на овој начин. Ви благодарам ако сметате дека ова видео ќе помогне некому, споделете го и помогнете. Ние се гледаме во следно видео, во следна порака. Заследете го во YouTube канал и ви посакувам убав ден и убава работна недела.